Драги приятели, вечера по-втори програма. Здравейте за утре, но днес как ги анализирам изборните резултати и аз лично би препоръчал на Вълнора да помане да нагаза топката, да не лета във въздух, защо се ќе ви кажам. Кој ќе погледнете кој, како, колко е добил, еве, Гордана Симеоновска Давкова има 314.000 гласови. Погледнете ги предходните председателски избори, ќе видите дека иста бројка на гласови. Но кај се изгубија другите гласови? Пендаровски има 153, а мисли дека нема да го помине првиот круг, се дека Максим ќе има повеќе, но рачунете дека и Пендаровски и Максим се тоа една иста партија, значи кој ќе соберете 153 и максимум 70, тоа са 220.000. Тука може да се додадат слободни гласовите од Османи, значи на други, тоа се веќе 300.000. Не можете да рачунате на гласовите на Левица, кои се околу 35 или на Билјана Ванковска, значи ја поминува бројката од оно што би можела Гордана Давкова, Симеоновска Давкова да има во вториот круг. Затоа треба да се нагази топката, да не се трчи, што рекли сребите, ко коза пред руда. Не знае, за интегрира како ќе биде распоред на планетите во следниот круг, поточно на 8 мај, кој се одржуваат тие парламентарните избори. Треба да знаете дека сега Меркур беше ретроен во 12 поле, тогаш ќе биде во прво. Меркур е владето, не метнат планета често по владата, значи они ќе се обидат да се мобилизираат. Тука и Сонцето веќе поминува во прво поле, така би астролошки условно кажано, се знаеше дека ово ќе се случи денеска, затоа и препорачувам на Волмор да помине, да нагаза топката. Битката не е добиена, мислам војната. Битката е првиот круг, ама тоа е благодарение на оно што јас кажувал, ако добро се сеќавате, а тоа беше дека во првиот круг има повеќе, да кажеме, кандидати. Тоа се и оствари. А тука се поделија, исто кажа дека албанците ќе стекнат 2 кандидата, тоа ќе биде главно за парламентарните избори. Мала разлика е така измеѓу нив. Меѓу Таравари, фактички, точно дека победи Османи, само еден точно колку гласа имаше. Значи, Османи имаше скоро 80 или 78.000 гласа, додека Таравари 53. Но ако ќе се земе во предвид дека Таравари е во опозиција, тоа е мала разлика, и паметно му беше вечер во излагањето на Мицковски, со повеќе не ги спомнува знам на Максим Димитриевски и Левица. Е нелогична коалиција, зашто? Еве ќе кажам, например во Скопје Левица ја напушти коалицијата, а отиде во коалиција со СДСМ, зборам за градското собрание, тоа го направи со СДСМ и во Велес, нивните советници колку ги има тоа 2. Така да Мицковски треба добро да размисли за вториот круг и да не заспива на овие резултати, овие резултати се само повторување од последните председателски избори. Нека погледа колку во првиот круг имаше
кандидатката на ВМРО да помне Гордана Сиреновска Давкова, ќе ви река истата брка, чак може би помалку сега имаше од првиот круг во минатите председателски избори. А ова благодарение што имаше повеќе од Педаровски, со СДСМ се подели, ево, мислам дека Максим и поточно крилото на Дрвенковски ќе имам повеќе гласови од актуелна власт, но не иде така. Тоа е факт. И Пендаровски го помина првиот круг, таа гледна точка во одбора. Значи, кој ќе погледнете и соберете добро гласовите, Пендаровски има некако околу 153, Османи, рачуните гласови не дојќе гледаја Спаси Кожатовско, Сонцо со 230.000, околу 70-60 мислам беше имаше Максим, соберете ги тие Сонцо со 310, значи оно колку што освои Давкова, а тука се гласовите на левица, значи ВМРО да поне овие 2 недели треба активна работа на теренот, кој што го најави и Ковачевски, значи има борба, а тука треба да се нагласи дека астролошки Меркур повеќе не е ретроградно утре, а ако се земе во предвидите моментално, не треба кашус. Значи, на 8 мај, Сонцето ќе биде во прво поле, а тој представува владата и Меркур, и не би сакал тоа да се случи. Ќе добијат поддршка од албанскиот блок, но тој ќе биде повеќе блокот на ДУИ, значи гласовите од Максим ќе отидат кај Пендаровски, бидете сигурни. Гласовите од левица исто ќе кај Пендаровски, не знам со кој паметен дискуски го спомнуваше, знам на Максим Димитриевски и на левица. Пропат вечерва кажа нешто паметно дека со албанската опозиција се травари се договарале. Значи ќе треба посилна и понормална кампања. Спортовите што гледат многу се проведени, многу малку смешни беа, помеѓу не се таа. Значи беа повеќе салонски, не беа за изборите. Така да, ја уште еднаш да не е должно, многу драги пријатели, значи ВМРО да помне треба да е нагади топката и да не лета во облаци, бидејќи ако добро ги погледа и другите гласови, што се расцепкани, а сега само може да ги добие збором за председателски избори во вториот круг на 8 мај, треба да се нагади топката и посилна кампања. Оно што го кажа Пендаровски, Стево, го нарече така, тоа факт е дека во вториот круг се почну од 0 гласови. Но се надевам дека двојната победа ќе биде. Не се надевам, мислам, анализите мои зборува што се надевам партиски определен дека двојната победа би требало да биде, но со работа на терен. Значи, вечера, еднак колку може да се слави, во првиот круг имаше најмногу гласови, но тоа беше благодарение на расцепканоста на гласачкото тело. Само тоа само, да не одиме подалеко, беше расцепкано помеѓу Максим Димитриевски и Стево Пендаровски, кои ќе соберете тие гласови, тоа се веќе 220.000, кои ќе дадете дури се над 300.000, 310 тука некаде, по левица не може да имате доверба, па и не знам колку може и од другата страна, од кај Таравари, кој се опрашаја податоците избори, но ќе видиме на 8 мај, значи треба било која партија е. Ковачевски рече дека ќе работат
со кампанци, умористата треба да го разбере, точно дека у прилог добија повеќе гласови, но тоа беше благодарение на расцепканост на СДСМ. Ја и уште во моите анализи кажав дека во првиот круг ќе има две албански партии, ќе има многу кандидати, тоа да го кажа пред да почнат избори, тоа се случи. А основно што вели дека и да биде одружени, пак нема да имат повеќе гласови од Пендарски, значи од вториот што е. Значи ќе немале во втор круг пак свој кандидат. Драги пријатели, они ќе повторам, иако гледам, не лајкувате, не. Но, уште еднаш ви кажам, они што сакат објективни анализи, треба да присутат на копчето subscribe или претплати се, и ако се допаѓа анализата, да стават лайк. Значи, тоа мора да помне. Имаше многу солонска, да кажеме, пропаганда или маркетинг или предизборна кампања заради тоа СДСМ, а со таква кампања не се добиват избори. Овој резултат што го постигна Давкова ништо не е подобар од оној што го постигна на минатите избори. Тоа треба да го отрезни. Овој резултат е постигнат што е прва благодарение на расцепканост на СДСМ и на гласовите кои отидоа кај левица и така натаму. Драги пријатели, посакувам добра ноќ. Убав ден што предстоите четврток. И уште еднаш ќе повторам, значи ако имате жалба, оние што сака да слушат објективна анализа, треба да притиснат на копчето subscribe и претплати се бесплатно, и ако има жалба, стават лайк, ако се допадна мојата анализа. Уште еднаш ќе повторам, ово го очекував, знаете дека Давкова ќе биде ми правите, и рачунете само, ја не знам, на професорката Ланковска зашто се избоднира, бидејќи точно дека беше најобјективна, најприфатлива за етничките македонци, но ја кандидираше слаба партија, тоа е Левица, а Левица што мисли дека ќе има двоцифрена бројка на пратеници, не е возможно, зашто ако соберат нивните гласови со 35.000, а на парламентарните избори ќе биде друга прикадна, ќе биде што и како ќе се случува, но ова е пораз за оние што поддржува власта за овој избор. Главното што ќе случува ќе биде на 8, бидејќи гласовите на двете сигурни ќе одидат на концерт на Пендаровски, како и на Максим, не исклучено и на Левица, па и кај Остчепче, така што не треба пред време да се радуваат, треба да се нагади цопката и да се работи на терен. Мислам, тоа што се важни за другата партија, они ќе работат на терен, и управо беше една работа, се уште актуелно присутствува Стево Пендаровски, дека се да почнува од нова. Он е добар аналитик, тоа е факт. Као присутство се направи голема штета на македонскиот народ, особено со потпишувањето на некои закони, како што е законот во Војадин. Уште еднаш, драги пријатели, посакувам убав сон и убав тековен ден што ни предстои. А реков, оние што сакат да ги следат моите анализи, треба да притиснат на копчето subscribe и претплати се. И нормално, ако се допадна анализата, да стават лайк. До судата од напред и околу главата се нагади цопката, бидејќи ќе има сега вистински инциденти. И власта не се пушта лесно. Особено инциденти очекувам голем меѓу Дуи и нивната позиција со Таравари. Тоа се покаже и со тоа што Груби отиде пред штабот на Таравари.
Dragi prijatelji, dobro noć, ubao sam i prostite ako ništa ne vidite reći.